Председателке, почитуван заменик министер, почитувани представници на Министерството за финансии, почитувани колеги пратеници. Пред нас е амандман со кој се предлага да се обезбедат дополнителни 615 милиони денари за изградба на жичарница што ќе го поврзе Тетово со Попова шапка. На прв поглед ова звучи како одлична идеја и ние како и подписниците на овој амандман тврдиме дека Попова шапка заслужува сериозни инвестиции, бидејќи Попова шапка е еден од најголемите туристички потенцијали на Македонија и никој не спори дека современа инфраструктура ќе придонесе за развој на туризмот, економијата и локалниот развој. Но, почитувани колеги, денес не говориме за фактот дали жичарницата е добра идеја. Денес говориме за тоа дали овој амандман е реален, солидно подготвен и одговорен. Бидејќи буџетот, сите знаеме дека не е список на желби, туку е документ во кој секој денар мора да биде подкрепен со проект, документација, временска рамка и реална можност за реализација. Бидејќи сведоци сме сите овде дека ова не е прв пат во оваа сала да слушаме големи ветувања за Попова шапка. Еве да ве потсетам. Последната таква најава беше од владата во која што чии членови се и подписниците на овој амандман и која преговараше со италијанската компанија Техно Алпин. Беше најавен амбициозен проект за развој на ски центарот вреден околу 168 милиони евра. Проектот звучеше одлично. Презентациите беа впечатливи. Ке се направеа 16 патеки за скијање, 9 нови жичарници, 2 спа хотели, 15 патеки за крос кантри скијање и што се не слушнавме дека ќе се направи, но инвестицијата никогаш не се реализира. Токму затоа, колеги, денес мора да бидеме внимателни. Не е доволно само да кажеме дајте 615 милиони денари. Прашање дали тие средства утре ќе можат да се реализираат. Ние не сакаме уште едно ветување, не сакаме уште еден проект кој што ќе остане во архивите и неколку фотографии од времето кога се најавувал проектот. Ние сакаме проект што ќе се изгради. А за да се изгради проектот, треба да се финансира преку приоритетни листи и годишни програми, а не преку поединечни пренамени од фискалната резерва. Токму затоа велиме дека инвестициите мора да бидат добро подготвени, со комплетен мастер план, со урбанистичка документација, со инфраструктура, со приватен капитал, јасен модел на финансирање и така натаму. Прашањето кое што би го поставила до подписниците на овој амандман е многу едноставно. Дали денес постои готов основен проект? Дали постои ревидирана техничка документација? Дали постои обезбедена градежна дозвола? Дали постои завршена експроприација? Дали постои тендерска документација? Дали постои избран изведувач? Ако одговорот на било кое од овие прашања е не, тогаш, почитувани колеги, овие 615 милиони денари нема да изградат ниту еден столб од жичарницата. Ќе останат неискористени или ќе завршат како една ставка која не произвела никаков резултат, а сите знаеме дека такви ставки сме имале во минатото. Токму затоа владата избра поинаков пристап. Прво се обезбедува инвеститор, се изработува комплетна проектна документација, се дефинира моделот на финансирање и дури потоа се отвара буџетска ставка за реализација. Тоа, почитувани колеги, е одговорно управување. За разлика од годините, кога јавноста слушаше само големи најави, денес веќе постојат разговори со сериозен меѓународен инвеститор за целосен развој на Попова шапка. Не зборуваме само при тоа, сакам да речам дека не говориме само за жичарница, се разговара за цел туристички комплекс, за нови ски патеки, нови сместувачки капацитети, современа туристичка инфраструктура, 4 сезонски планински центар, како што сите сакаме да го видиме, ново сообраќајно решение кое ќе го поврзе Тетово со Попова шапка. Тоа е суштинската разлика. Некој предлага измени во само една буџетска ставка, а владата работи на целосен проект. Да, амандманот
е значаен за туризмот, но развојот на туризмот не се прави со амандмани кои немаат подготвена основа, развојот се прави со сериозна стратегија. Во изминатава година гледаме конкретни чекори во туризмот за волја на вистината, се отвараат нови авионски линии, се инвестира во патна инфраструктура, се создаваат услови за поголема туристичка посетеност, се работи на проекти кои ќе донесат долгорочен економски ефект. И Попова шапка, почитувани колеги, е дел од таа визија, но мора да се реализира правилно. Не сакаме уште еден проект кој ќе биде свечено најавен и потоа со години, како овој што го наведов, од 2023 требаше да биде реализиран, да остане само на хартија. Сакаме проект кој на вистина ќе се изгради, проект кој што ќе донесе туристи, работни места, нови инвестиции и поголеми приходи за локалната економија. Така да, почитувани колеги, никој не спори дека амандманот е добар, меѓутоа она што е спорно е што амандман не се поднесува колку да се поднесе, туку се поднесува во моментот кога ќе знаеме дека истиот ќе биде реализиран. Ви благодарам.